Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Преговорите за името, централната политичка тема, деновиве се засенети од кризата што ја предизвикува законот за јазиците. За сега нема на повидок договор меѓу власта и опозицијата, па дилемата што се наметнува е како ќе заврши оваа криза. Со изгласување на законот без да се разгледаат амандманите на ВМРО ДПМН или можеби со распад на владината коалиција. Во ДУИ се нестрпливи и по 9 месеци коалициско владење со СДСМ сакаат брзо усвојување на законот. Впрочем, тоа беше основата за договорот за формирање влада меѓу овие две партии. Од друга страна, носење на законот за јазици без да се дебатира за амандманите на опозицијата може да значи трајно губење на поддршката на ВМРО ДПМН за двотретинските реформски закони. Опција ли се избори сред интензивни преговори за името? Можен ли е договор Заев, Мицкоски, Ахмети пред работите да тргнат во неповрат? Ова е темата на вечерашнава емисија во која гости се поранешниот министер, пратеник и градоначалник Имер Селмани и првиот извршен директор на невладината МЦМС Александар Кржаловски. Гостите ќе ги прашаме дали за навидум бенигните разлики за законот меѓу францускиот амбасадор Тимоние и генералниот секретар на НАТО Столтенберг се кријат можеби поголеми интереси. Во финалето е и новата саботажа. Бидете на Алсат, почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Може ли кризата со законот за јазици да ескалира до ниво на распад на владината коалиција и потреба од организирање предвремени избори? За ова вечерва ќе разговарам со Имер Селмани, поранешен вице-премиер, пратеник, градоначалник. Добро вечер, добре дојдовте. Мирама, добро вечер, добро дојдовте. И Александар Кржаловски, прв извршен директор на невладината МЦМС. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. Но пред да им ги поставам првите прашања на моите и ваши гости, предлагам да погледнеме сегмент од синокешното издание на емисијата Патот кон на Алсат, во која Джеват Адеми од ДУИ и Едмонд Адеми од СДСМ убедуваа дека нема криза меѓу владините партнери и дека законот за јазици ќе биде донесен во формата во која е договорен, без промени. Është bërë pishman në LSDM-ja, apo temi deputetet e saj lidhur me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ka rezerva në mesin e deputetëve të partisë suaj, kush janë ata dhe cilat janë arsyet e shfaqjes dilemave? Përgjigja më e shkurtër është jo. Domethënë s'ka as pishman deputet, s'ka as pishman në drejtim të asaj se a duhet sillet ligji apo s'duhet sillet. Për Lidhjen Social-Demokrate, për qeverin, për grupi parlamentar Lidhje Social-Demokrate, ligji është kushtetues dhe si i tillë duhet miratohet ashtu siç është votuar dy herët e parë. Mendoj se dramatizimi në kuptimin e asaj se ja po bie qeveria, po prishet qeveria, mendoj më tepër ishte një spektakël ndoshta i disa mediumeve që doshin krijojnë këtë ditë. Në fakt, në esencë, nuk ka asgjë në drejtim. Ligji besoj do të kaloj ashtu siç e kërkon, ashtu siç është, dhe mendoj se dilemat që apo kushtimisht thënë mosmarrveshjet në thojza që ndoshta publiku ashtu i interpretoi janë çështje vetëm të një mos koordinimit në shumicën parlamentare rreth momentit se si duhet është çështje procedurësh. Me përgjegjësinë më të plotë, me informacionin më të saktë, me vendimarrjen absolute, ju them që mes partnerëve të koalicionit, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, mes liderëve të këtyre dy subjekteve që bëjnë shtyllën e Republikës së Maqedonisë, nuk ka absolutisht kurfar dileme rreth sjelljes së ligjit për përdorimin e zyrtar të gjuhës shqipe. Aq më tepër, nuk ka hapësirë për ndryshime, qofshin ato edhe kozmetike. Shumica parlamentare do të votojë në lexim të tretë ligjin ashtu siç është votuar në leximin e parë, ashtu siç është votuar në leximin e dytë. Zatën, ky është një prej shtyllave të koalicionimit ton politik. Веќе реков, во студиото се Александар Кржаловски од МЦМС и Имер Селмани, поранешен вице-премиер, пратеник и градоначалник. Господин Селмани, со вас ќе почнам. Заев исправен пред дилема. Дали да ја ризикува коалицијата
со ДУИ или да го ризикува диалогот со ВМРО ДПМН? Како би играле вие? Zoti Zaev, kryeministri aktual, një e ka terenin jo të rrafsht për manovra aq të lehta në një situatë kur insiston partneri koalicionit BDI që me çdo kusht të sjellet të aprovohet ligji për përdorimin e gjuhëve dhe sipas gjithë gjasave, sipas gjithë informatave, ajo është e punë e kryer mes partnerëve dhe nuk ekziston ndonjë dallim në qasjen se a duhet ky ligj të fuqizohet ose jo. Впрочем, се гласаше два пати во парламентот. U votua 2 herë, mund të votohet edhe 3 edhe 4 herë, nuk është telash për të votuar. Mirë po, ajo që zoti Zaev besoj se e brengos më tepër është pikërisht kjo se VMRO DPMN shpreson se do t'i duhet gjatë miratimit të disa ligjeve që ka nevojë për 2/3 e deputetëve dhe do t'i duhet gjithashtu për çështjen e zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Dhe duke kalkuluar në këtë kohë si duket krijohet një nervozizëm i butë tek BDI-ja e cila insiston që me çdo kusht sa më shpejt dhe me drejt insistojnë që kjo çështje e emrit të zgjidhet dhe nga ana tjetër mos hapen tan kohën tema të cilat një herë absolvohen dhe të rikthehen prapë për arsye se ajo çështje dhe ajo ti themi më mirë tentativ e riciklimit të temave të absolvuara i konvenon vetëm VMRO DPMN-s dhe askuj tjetër në një situatë kur VMRO DPMN duke përdorur veglën e vet në duart e veta presidentin e shtetit, në rastin e ligjit të përdorimit të gjuhëve, arriti që të rikthej, të prodhoj diku mbi 35.000 amandamente dhe të krijoj një krizë e cila nga çdo qytetar shumë qartë vërehet se gjithë ato amandamente dhe gjithë ai rikthim dhe mos aprovim, mos nënshkrimi i ligjit nga ana e presidentit nuk është me një qëllim të mirë që ligji të përmirësohet dhe të jetë edhe më mirë se që u ka aprovuar, por me qëllim që të krijohet krizë institucionale në Republikën e Maqedonisë. Dhe mos harrojmë të njëjtën gjë që VMRO DPMN bashkë me presidentin e shtetit para një viti e bën me mosdhënien e mandatit për formimin e qeverisë ndaj Zaevit, tani në formë tjetër mundohen të krijojnë një krizë të re, duke llogaritur se VMRO DPMN i duhet Zaevit. Unë mendoj... Господин Салмани, ова е реалноста, ова е поставеноста на силите на теренот во овој момент. Владачкото мнозинство си даде уште една недела, веројатно му даде шанса на Заев да се обиде низ диалог со Мицкоски да најде некакво решение. Но сега прашањето е што ако не се најде решение? Дои притиска законот брзо да се донесе. Веќе следната недела. Në qoftë se nuk ka një zgjidhje, ti themi për një javë ose brenda këtyre 10 ditëve, unë mendoj se LSDM-ja me BDI-n duhet të aprovojnë ligjin, të votojnë për së treti herë, dhe kjo çështje përdorimit të gjuhëve të jetë një çështje, një kapitull i mbyllur. Së pari, për arsye se zoti Zaev duhet të llogaritje se në qoftë se nuk e ka partnerin më të madh në qeveri, BDI-n, dhe nuk i ka shqiptarët si koalicion brenda qeverisjes, nuk mund të llogaritje në asnjë përkrahje nga VMRO DPMN-ja. Dhe unë e di se zoti Zaev do të ketë edhe BDI-n, edhe parti tjera shqiptare në përkrahje, por edhe të ketë gjithashtu VMRO-n, po këto dy gjëra janë të pamundshme në këtë moment të ketë përkrahje nga tudi palët. Andaj zoti Zaev duhet të presë. Dhe sipas përshtypjes time dhe mendimit tim dhe bindjes time, ai duhet të ruajë partneritetin me partnerët qeveritar, me BDI-n dhe partnerët tjerë që mendon t'i ketë në të ardhmen, partitë politike shqiptare, kurse nga ana tjetër duhet të punon në drejtim të nxjerrjes në shesh të obstruksioneve dhe tentativave të obstruksioneve të cilët VMRO DPMN i bën qeverisë, shantazhimeve të cilët i bën qeverisë, për arsye se në qoftë se hyn zoti Zaev në terrenin e VMRO DPMN-s,
dhe në qoftë se fillon t'i pranon kërkesat të kthehet ligji për gjuhën, të debatohet në Akademinë e Shkencave, të debatohet në institucione tjera, unë mendoj se tek atëherë zoti Zaev do të hupe edhe për krahjen e shqiptarëve, po asnjëherë nuk do ta fiton, asnjëherë nuk do ta fiton për krahjen e VMRO DPMN-s. Dhe zoti Zaev do të jetë i mençur, t'i japë shans demokracisë, po, një javë dhe ditë. Por nga ana tjetër, mos haron, duhet qytetarëve që sqarohet se demokracia nuk do të thotë se gjithmonë të pranosh ultimatume dhe të pranosh kërkesa nga opozita. I duhet zoti Zaev VMRO DPMN për pakon e reformave, por mos harrojmë, ato reforma nuk bëhen për LSDM-n, ato reforma bëhen për të mirën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe nuk duhet të vetë përjashtohet VMRO DPMN nga ky proces. Карджаловски, очигледно е Равенка со повеќе непознати. Ви имате техничко образование? Да. Може да најдете одговор на оваа Равенка? Добро, има интеграли, диференцијали, све се решава. Добро. Се може да се реши, но да, најмалку со три непознати или триаголник ВМРО ДПМН СДСМ ДУИ во ситуацијава, или во корпусот на ДУИ другите партии кои дадоа поддршка на законот и се уште дури го обвинуваат ДУИ што се уште не е донесен, бидејќи кај нив е моќта во владината коалиција, кај тие што не се дел од владината коалиција, даваат поддршка на тој закон и тоа е разбирливо. Прашањето е што се закочи вака работата, бидејќи ВМРО ДПМН си најде начин да се врати во игра после ударот, така да речем, од локалните избори и да стави на прашање на дневен ред ова сокочењето на законот за јазиците да добие на релевантност, меѓу другото и за другите прашања, односно да се врати во игра на политичката сцена. Не дека се нешто многу против законот, иако има толку амандмани. Во 2008... Има се повеќе сведочења дека наводно дури синоќа чувме едно такво сведочење од Насер Зибери на Телма, дека бил консултиран и од двете страни за законско решение кое во некои одредби, сега ќе се обидам да го цитирам Зибери, во својот капацитет одло дури и над одредбите во овој закон, алудирајќи на тоа дека тоа бил периодот кога ДУИ ВМРО ДПМН преговарале за нова влада. Да, но верувам дека е разговарано и сигурно било во преговорите ВМРО ДПМН и ДУИ пред да се срушат последниот ден и сигурно било стигнато до некој ниво, најмалку ова како што тврдат од ДУИ, ВМРО ДПМН вели на крај не се договоривме, значи нешто не сме прифатиле. Тоа не е ни толку важно да беше ВМРО ДПМН сега владачка партија, што можеше да се случи, до сега ќе беше веќе донесен законот во оваа форма веројатно, но сега таа политичката игра. И интересно, ВМРО ДПМН го употребува оружјето кое ДУИ го употреби пред неколку години, мислам дека беше на прашањето на законот за бранителите, и го блокираше и не се донесе никогаш тој закон. Иако од прислушуваните разговори дознавме дека тоа била договорена игра меѓу ВМРО и ДУИ. Сега прашањето кој ќе се договори како тоа да се изведе, во секој случај точно дека веројатно во исто време не може да се задоволат сите страни. Прашањето е на што ќе се даде приоритет. Веројатно има консензус дека треба да се направи придвижување кон евроинтеграциите и НАТО и во таа смисла веројатно е потребен ВМРО ДПМН во овој период да и реформските закони, меѓутоа и за спорот за името, да има некаква, па дури и премолчена согласност, за да се оди напред, пошто бидејќи ако и ВМРО запне да биде против решение што евентуално би се договорило, прашање дали воопшто ќе се стигне до таму, ама ако се стигне, ќе биде потребен, ако ништо друго, за таа премолчена согласност, а потоа и за референдум, кога и да биде тој референдум, бидејќи таму нема да прашање на поддршка од сите можни партии, туку и дали ќе има доволно излезност за да успее референдумот. Затоа за мене е поприоритетно и веројатно за сите е, барем декларативно, прашањето на името и ЕУ и НАТО интеграциите пред ова. И затоа малце ми е чудно зашто ДУИ го форсира толку сега ова прашање. Веројатно чувствува дека може би ги губи позициите или поддршката меѓу албанскиот електорат и каде што и другите партии
Алијансата и Беса. Погледнато чисто низ призмата на ДУИ, мислам дека е јасно, бидејќи тоа беше во основата на политичкиот договор меѓу ДУИ и СДСМ. И самиот рековте, па да се не, и самиот рековте да беше ВМРО ДПМН, веројатно пред формирањето на владата ќе беше донесен законот во собранието, тоа беа методите на Груевски, така што сега 9 месеци имаат влада, а го немаат законот на сила. И во таа смисла предпоставам интересот на ДУИ е јасен. Да, но прашање зошто сега, кога нема ни најава, ни очекување дека ќе има избори годинава, да толку да ги секира тоа прашање биде поприоритетно. Политички влог на ДУИ во оваа влада, разбирате, мислам, не знам, за мене е разбирливо зошто ДУИ инсистира на ова. И зошто сега инсистира, исто така ми е разбирливо, некако, да. Да, но дали е по цена да се сруши другото, да пропаднат, да речеме, преговорите со Грција, заради несогласување на ВМРО ДПМН или од било која друга причина. Значи, дали треба да се загрозува тој процес со овој? Па ако се донесе законот за јазици веднаш, не се загрозува ништо. Ама не може да се донесе без согласност од ВМРО ДПМН. Ама цила уште гаранца се në qoftë se BDI-ja tërheqet nga i sistimi që të pezullon situata me ligjin një herë, se ВМРО ДПМН do t'i përkra ligjet reformuese dhe do të përkra zgjidhjen e çështjes së emrit. A ka ndonjë garancë? Nuk ka. Unë jam shumë i sigurt se nuk jep ВМРО ДПМН garancë, thotë po, tërheqni ju ligjin ose ajta kthejmë në rishiqim ligjin për përdorimin e gjuhëve, se ne kemi disa amandmane shumë të mira dhe ne duhemi të kyçemi në këtë proces dhe ne do t'japim përkrahje blanko për ligjet reformuese, të cilët neve na integrojnë në EU dhe NATO, dhe do t'japim përkrahje për çështjen e emrit në kontest të zgjedhjes me Greqinë. Unë mendoj se këtë vëmërojas në andër nuk e thot. Ashtu që koalicioni qeveritar ka një zgjedhje dhe është normal, vlerësim politik në fund. A duhet të prishin harmonin brenda qeverisjes së vetë, që edhe ashtu janë në ekuilibër të asaj se a kanë shumicë, a nuk kanë shumicë, ose do të investojnë edhe më tepër në raportet me VMRO-n DPMN, e cila asnjëherë nuk do t'jep një garancë paraprakisht do t'jape pëlqim për ligjet reformuese dhe për zgjidhjen e kontestit të emrit. Dhe mos harrojmë, pranimi i qeverisë të kësaj situate ku presidenti i shtetit e refuzon nënshkrimin dhe e kthen në një debat të ri të amandamenteve, kjo mund neve të na çojë në një pafundësi, për arsye se cila është e garanca se në qoftë se hyn në amandamentet, përsëritet domethënë debati i amandamenteve, që sikurse edhe një amandament të pranohet, hiç më tepër. Dhe sikurse prap të votojnë gjithë partitë politike. Presidenti i shtetit prap mund ta kthejë ligjin, mos ta votoj, dhe prap të reciklohet dhe kjo krizë mbrenda, ti themi, jo vetëm mbrenda VMRO-s edhe qeverisë, por edhe mbrenda koalicioni qeveritar, mbrenda shqiptarëve dhe maqedonasve, mund të gjenerohet me një situatë ku shqiptarët, edhe maqedonasve edhe gjithë tjerë, do të harrojnë edhe integrimin, do të harrojnë edhe EU-n, do të harrojnë edhe Greqinë dhe do të miren ta ankohet me ligjin. Nuk duhet lejuar një situatë e cila është absolvuar nga shumica parlamentare të rikthehet, të reciklohet dhe të krijohet një problem. Këtu e pata unë poenta dhe unë mendoj se nuk ka argumente të plota, as të fuqishme, VMRO DPMN që të bëj rezistencë as të madhe ndaj ligjit për gjuhën. Për arsye se mos harrojmë. Premtimi i Mickovskit ishte se do të reformohet VMRO DPMN-ja, se agenda kryesore ngelën NATO dhe EU-ja, se ato kanë bërë gabim të madh ndaj shqiptarëve, se duhet të ndryshojnë qasjen ndaj shqiptarëve. Urdhroni çtash lexoni a ka ndryshuar ose jo. VMRO DPMN ka patjetër të investojnë në raportet me shqiptarët dhe kjo është shansa e artë e tyre. Тука ќе направиме уште една пауза, потоа ќе продолжиме овде со анализата на Каржаловски, токму ново прашање. Видете назад. Гледате 360 степени, дебатираме за кризата поврзана со носењето на законот за јазици. Во студиото си Имер Салмани, Александар Каржаловски. Сакам да продолжиме онаму каде што застана господин Селмани, а тоа е, може ли ВМРО ДПМН да ја продолжи ова игра, истото прашање малку поинаку поставено,
блокада на законот за јазици, што сигурно има своји импликации, многу пошироко на односите на партијата со партиите на албанците, па и со пошироко албанската заедница во Република Македонија. Да речеме, ако СДС и ДУИ решат да го донесат законот, понатаму продолжување на бојкотот на парламентот и не поддршка на реформите. Сега ова истата ситуација само погледната низ призмата и интересите на ВМРО ДПМН. Да, дури прашање дали е тоа на Стафо не искористија ситуацијата, бидејќи всушност првата фаза немаше, тие пак не беа во парламентот, немаше нивни амандмани, додека се стигна и првата и втората фаза. 85. И после се помина без да се воопште расправаат, се помина времето, нели, се изведе тоа некако. Така да, одекот во јавноста не беше од ВМРО продуциран, повеќе беше од професорите што беа два-тројцот што први има јавни реакции по тоа прашање, потоа се надоврза и други. И сега ВМРО го искористи тоа за да го направи ова што го направи и може да го игра, бидејќи релативно нема што да изгуби, пак ќе речеме од истата причина, што реков и претходно, зашто нема сега избори за да се борат сега за албанските гласови и со истата аргументација зошто сега, јас исто можам да речам, а зошто не до година. Бидејќи закон веќе постои, ВМРО ДПМН и ДУИ го донесува 2008. Јасно е дека ова политичка борба за политички поени, прашање воопшто колку има реална потреба. И тоа тука можеме да цитираме на истражување од друга организација, Младинскиот образовен форум праеше во мултиетнички општини, каде што се доминантно албанско население, а во државните институции. 100 луѓе се интервјуирани кои имаат контакт од Министерство за образование, за труд и социјална политика и за социјална заштита, значи колку воопшто го применуваат. И вика повеќе од пола воопшто никогаш во живот не добиле барање надвор од македонски јазик и во тие општини. 56% не знаат дека има законски одредби што треба да ги спроведуваат. Кога ќе дојде барање, нема систем како да се реагира на тоа барање, најчесто се сведува на колегата што седи до него, а го знае албанскиот јазик најчесто, други не се случиле на други јазици да биде поднесено барање, со адхок решенија. Значи, и како има решенија во актуелниот закон, што воопшто не се применуваат. И се прашањето, зошто е тоа така? Нема потреба. Значи, луѓето, не им треба тоа што сега толку се зборува дека им треба. Второ, нема капацитет на институциите. Дали е предвидено, ама општината или подратничните единици не во обезбедиле да има автоматско делување кога ќе се случи такво барање. Значи и сегашниот закон, као во сите извештаи на Европска унија за еден куп работи, и за овој, во тоа истражување покажано дека не се спроведува. Значи, решенијата постојат, не се спроведуваат. Тоа се каже и во дебатата во парламентот. Значи, ако да се вратиме на прашањето на ВМРО ДПМН, дали зошто дава сега отпор или дали е уопште потребно, како и во повеќето други случаи, дај да видиме што не функционира во постечкиот закон, па да се примени тоа, па ако стварно има потреба, до година да го расправаме законов за подобрување. Ама се разбира дека цела оваа фама воопште не е за реалните потреби на граѓаните, туку за добивање политички поени, со кои ветување, пошто по ВМРО ДПМН ветувал нема двојазичност и се они тоа може го доживуваат или го толкуваат како воведување двојазичност, вика ние против тоа нели се боравме кампањата. И се они го аргументираат како нивната заложба пред нивните гласачи дека ќе гледаат тоа да не се случи. И се пак ќе биде у триаголникот Заев како ќе издигра, што ќе преферира, дали задржувањето на коалицијата на сметка на помала поддршка или никаква од ВМРО ДПМН и за реформските закони за споразумето. Ама мислите дека може ВМРО ДПМН да ја одржи таа линија, блокада на законот за јазици, не поддршка на реформите, не поддршка за името? Мислите дека нема што да изгуби сега? Па нешто ќе се преговара, значи прашање за што ќе се добие поддршката. Ја мислам дека веќе има некаква поддршка за спорот со името, бидејќи нели имаше состанок со лидерите на партиите и после тоа нема отворени напади, ниту коментари на тоа што се зборувало таму. Тоа на некој начин е премолчена поддршка или согласност да се тера во таа насока во која се тргнало.
За сега тоа функционира. Значи нема од ВМРО да помене отворени напади на владата како го води процесот, освен тие редовните, нели, дека критики. Моето прашање во оваа насока, ако СДСМ и ДУИ решат да го донесат законот без да ги гледаат амандманите на ВМРО ДПМН, што е едно многу веројатно сценарио, да речеме, што би се случило можеби веќе следната недела, дали тоа значи неповратно губење дури и на оваа конструктивност на ВМРО ДПМН што сега вие ја препознавате околу прашањето за името? Прво, не сум баш експерт за собраниските процедури, дали е тоа можно, пошто ако беше можно, веројатно и закон за бранителите ќе беше донесен, но да не се враќаме таму, ама ако се случи тоа, ќе остане на ВМРО ДПМН да реши како ќе, пошто не може пак да излезат од сообразнијата, веќе се надвор и нема да биде многу релевантно, ќе се помине преку тоа и ќе стане дел од системот и никому ништо. Ама ке прашање колкава цена ќе треба потоа СДСМ или Заев да плати за да добие пак поддршка, да ќе се подигне преговарачката позиција на ВМРО ДПМН во таа ситуација. Мендoj se situata është ndryshe. Partner nuk mundet dhe nuk duhet të bëhet paralel mes ligjit për branitellat edhe ligjit për përdorimin e gjuhës jo shumicë, këtë rast domethënë shqipes edhe gjuhëve tjera, të jo shumicës. E para ligji i branitellëve as që u votua, domethënë nuk pati shansën të votohet. Ishte debati i amandamenteve dhe nuk u votua as një herë, as dy herë. Kurse ligji për përdorimin e gjuhëve u votua së pari herë, pat debat të amandamenteve, u votua për së dyti herë. Tani kemi një situatë kur presidenti i shtetit e shfrytëzon drejtën kushtetuese të pranoj ose të mos të pranoj të nënshkruaj ligjin. Sipas kushtetutës është shumë e qartë. Duhet të rikthehet dhe për çështjet të cilet janë kontestuese nga ana e presidentit të shtetit, mund të debatohet për amandamente. Dhe unë sa e di dhe sa e kemi dëgjuar, sa e kemi lexuar, kontestimin presidenti e bën se ligji është kontestimi së pari është shumë i gjerë. Se është ligji antikushtetues. Dhe unë pikërisht këtu nuk shoh ama asnjë amandament të ВМРО DPMN-s që ligjin ta përmisoj të jetë kushtetues. Me 35.000-6.000 amandamente, ju vetëm doni të blokoni sjelljen e ligjit dhe të sillni ose të krijoni një krizë institucionale në shtet. Nuk doni të përmisoni ligjin. Në qoftë se ВМРО DPMN ishte pak konstruktive, me 2, 3, 5 amandamente mund të përmisonte ligjin ashtu siç ti themi insiston presidenti i shtetit. Por me 35.000 amandamente, jo unë, jo ju, jo askush në Maqedoni nuk e beson se ata e kanë për ta përmisu ligjin, por e kanë për ta bloku ligjin. Dhe pikërisht, kjo duhet të shtyj, edhe e shtyn shumicën parlamentare që mos të ketë debat dhe mos të ketë vend për debat gjatë votimit të tretë. Por në qoftë se presidenti i shtetit dhe ВМРО DPMN vlerësojnë dhe mendojnë se është ligji antikushtetues, është gjykata kushtetuese ku ata mund të iniciojnë iniciativë. Dhe unë pikërisht mendoj se lojën të cilën e dëshiron ВМРО DPMN është të krijojë një krizë të re institucionale sikur vitin e kaluar, jo për të përmirësuar ligjin, jo për të përmirësuar ambientin këtu në Maqedoni, por për të krijuar një krizë të re. Dhe pikërisht kjo është e papranueshme për një demokraci, po sikurse edhe këtu në Maqedoni tjetë. Kažalovski. Добро, за првото дека неспоредливо, уопште не сакам да навлегуваме за содржините на закон за бранителите и за овој и би се согласил дека неспоредливо. Делот на постапката не беше гласен воопшто, законот за бранителите не беше гласен и не беше вратен од целта и парламентот. И таму беа 11.000 амандмани, сигурно нерелевантни биле 10.900 од тоа, као што овде се 35.000, можеби 2-30 има релевантни. Знаете што е разликата, само ако бидејќи ме интересираат овие процедури. Таму амандманите беа поднесени во многу порана фаза на предлог законот, а не во фаза кога законот е вратен поради непотпишување на указот од председателот на државата. Значи, овој закон ја изодел една целата собраниска процедура, за него се изјасниле 69 пратеници и сега шефот на државата го користи суспензивното право и ако се чита, господин Салмани се обиде нешто да зборува на таа линија, ако се чита уставната одредба за суспензивното право на шефот на државата,
се зборува за гласање за истиот закон. Сега прашање е како сега во деловникот се нашла одредба дека кога председателот ќе го врати законот, може да се поднесуваат амандмани за неговите укажувања, бидејќи дикцијата на Уставот не е таква. Дури испоредбено ме интересираше, бидејќи имаме слични политички системи во регионот, како стои тоа кај другите држави. Никаде не е предвидена таква одредба на можност на поднесување амандмани во оваа фаза. Туку некако како тој институт да представува еден аларм од шефот на државата до пратениците, желба да им каже размислете уште еднаш дали треба да го носите законот, бидејќи како што зборуваше господин Салмани, например со 35.000 амандмани ви може да добиете сосема нов закон. Тој закон ќе се врати кај шефот на државата. Тој истиот ли закон го подпишува или не го подпишува истиот закон? Нели? Да, и сега пак ќе речам, и да не навлегуваме во процедурите, политичката идеја е јасна, да се направи институционална блокада. И тогаш, и сега. Во која фаза се случило тоа е помалце битно. Овде можеше исто да се направи. Јас присуствував на комисиската расправа во Комисијата за европски прашања и ја видов ситуацијата. Значи, првиот ден дојдовме сите таму и се затвори за 5 минути, а помина целиот ден, бидејќи не дошол представникот на Министерството да го образложи законот. За да истече еден ден. Вториот ден, не знам што беше проблемот и веќе и ниеден од тие, значи додека било нормална процедура со 85 само, што веројатно биле релевантни, не ги читав амандманите на ВМРО-ДПМН во тој, бидејќи очекував да се дебатираат и да се слушне што е амандманот, да се расправа, па да се вклучиме ако треба. Испадна дека воопшто не се отвори, значи не се тие 3 дена колку што беше, прво зошто 3 дена, зошто преку Комисијата за европски прашања не политички систем, каде што би требало да е матична за овој закон и се до тоа. Значи јасно е дека идејата било во овој случај да се протурка побрзо, а во тој случај за закон на барателите да се блокира на амандманската. Значи пропуштена е таа можност од ВМРО-ДПМН да го блокира во оваа фаза и го блокирале во подосежна. Ама идејата потполно е иста, дуи тогаш да го блокира со 11.000 донесувањето, сега во покасна фаза ВМРО-ДПМН со овие 35. И во едниот и во другиот случај веројатно имало релевантни амандмани и за едното и за другото, меѓутоа не се доаѓа до ситуација да се расправа. Тогаш Талат Џафери молчеше, нели рецитираше поезија. Не знам дали може да се избегне тој. Ама пак ќе ви кажам, од телефонските разговори дознавме дека тоа било фарса и дека бил договор ВМРО-ДУИ. Тоа така да изгледа. И ќе се согласите дека и тогаш 11.000 и овие 36.000 не биле и не се за да се подобри законот, туку да се блокира законот. Освен неколку може, бидејќи во случајов имаше од неколку, ја чув 2 или 3 пратеници на СДСМ, дека сметаат дека начинот за излез од оваа блокада е да се тргнат 35.000, ама за 10 на 20 кои имаат се релевантни, да се расправа. И тоа да се заврши во една недела. Да, наводно има политички обиди за договор, да речеме, бидејќи 32.000 од амандманите се однесуваат само на членот кој што ги третира казните, па да се договори, да речеме, прифаќање на еден од тие амандмани, на тој начин 32.000 да бидат адакта, па евентуално да останат другите. Ветом доат рекуј тој се патњата ки мезоти Алиамети мезоти Мицковските. Да пикриш њана пред чешчеве, каќенаве чешче ѓугс. Прасуе се Зоти Амети и од njëher, po disa ere ka potencuar, edhe bisedë që kemi kështu nga vetë personalisht nga ai që kam dëgjuar se ВМРО-ДПМН, do të thonë jo që e ka pranuar këtë formë të ligjit. Flas ende në krye me Nikola Gruevskin, jo që tash me Mickovskin. Dhe me siguri se ka pas tentativ për një rrugdalje, një zgjidhje të rrugdaljes. Po është e puna se dashuri mund të ketë nëse ka vullnet nga të dy palët dhe sukses mund të ketë ky ligj nëse ka vullnet nga të dy palët. Nëse nuk ka, atëherë ngelen shumicës parlamentare dhe kryetarit të parlamentit të vlerësojnë ashtu siç mendoj se ju jep mundësi kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit. Si do të veprojnë, do të shohën, por atë që e di dhe jam shumë i sigurt se VMRO-ja këto 36.000 amandamente nuk i bën me qëllim të mirë dhe nuk e ka në jetën e mirë. Nuk e ka për të mirën e Maqedonasve, për të mirën e shqiptarëve, mos flasim për Romët dhe Turqit. E ka vetëm për tu faktorizuar mbas humbjeve lokale dhe mbas ndryshimeve të cilët
u bën me hapjen e procedurave nga prokuroria speciale dhe kur e dim se gjysma e kreut të VMRO DPMN-s ish kreut kryesisht, për çdo javë janë nga 5 herë në gjyq. Dhe nga për të tërhequr vëmendja e ndodhive në përgjyqja, ato që tash mundohen të krijojnë një krizë të re. Unë mendoj se këtë lojë shumica parlamentare nuk duhet të pranoj, se nëse futet në lojën e VMRO DPMN-s, mendoj se tek atëherë nuk do të kemi shansa as ligjet reformuese t'i votojmë, as marrëveshje të bëjmë me Greqinë. Por do të humbim në humnerën tonë të cilën e gropojmë vetë. Интересот на опозицијата е да ги замрсува конците на власта и на мнозинството и ова е шанса ВМРО ДПМН тоа да го прави, очигледно го прави. Уште една пауза па ќе продолжиме со прашањето дали избори сепак може да бидат опција во овој момент. Бидете на остров. 2018 не е планирано да биде изборна година, но можно ли е тоа да се случи како последица веќе на оваа криза со законот за јазици? Следното моje прашање до гостите Имер Селмани и Кржаловски. Кржаловски, што мислите вие, можно ли е сета оваа ситуација да ескалира и до тоа ниво? Ништо не е невозможно, иако мислам дека никој не сака, дури ни ВМРО ДПМН додека не се консолидира, а уште помалку владачкото мнозинство, иако можеби со логика дека ќе се зголеми мнозинството и ќе се добијат доволен број пратеници за промена на уставот без согласност на ВМРО ДПМН, но тоа може да биде меч со две острици од барем две причини. Цела констелација на спорот со името е базирана на тоа дека нема избори ни во Македонија ни во Грција оваа година и дека тоа дава простор да се испреговара на рајат, што би се рекло, да се стигне до решение, барем до јули. Значи, ако има избори, евентуално на есен, после јасна ситуација што ќе се случува со спорот со името, и тоа можеби ќе биде појасно што до крајот на март или некаде до крајот на април, кој ќе го имаме извештај од Европската унија, и тек тогаш да се размислува и во владачката коалиција за нови избори. Второ е дека ефектот на Тереза Меј од Брексит, нели, која таа сметаше дека и анкетите покажува дека ќе добие такво мнозинство, да полагодно ги води преговорите, таа за малце не се сруши ни незината влада. Така да во ваква ситуација, ако се оди сега на избори, дури пред решавање на името, ВМРО ДПМН и како може да го искористи во своја полза и можеби резултатите ќе бидат полоши за СДСМ од парламентарните избори. Од локалните, мислам? Од локалните сигурно, ама можеби од парламентарните во 2016. Дуи веројатно се надева дека секако ќе подобри резултатот од тоа што го имаше 10 пратеници историскиот минимум, но со нерешен прашање за закон за јазиците, прашање дали тие ќе добијат поголема поддршка во албанскиот блок или другите партии ќе го искористат против нив, дека те не успеале да го убедат Заев за тие 9 месеци да го донесе законот. Но ја генерално не очекувам без оглед на турбуленциите да се оди на предвремени избори. Господин Селмани, каква е вашата анализа? Zgjedhjet e parakoshme mund të jenë vetëm vitin e ardhshëm, së bashku presidencialet me zgjedhjet parlamentare dhe gjë më e realt është ajo të pritet. Shumica qeveritare si rregull mbas 10 viteve qeverisje nga ana e VMRO-s nuk u priteshte që brenda vitit të parë të jap rezultate që qytetarët do të shijonin dhe do t'i preknin, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin infrastrukturës, dhe ne krejt e shohëm se ende rezultate nuk jep fryte kjo qeverisje zotit Zaev, nuk jep rezultate të prekshme të qytetarët, që do thotë se të mund t'i konvertoj ata në vota. Dhe unë mendoj se viti dytë, simbas rregullave, në qoftë se vitin e parë mirë punohet, viti dytë mund të jep fryte, qoftë gjatë realizimit të projekteve, qoftë gjatë zgjedhjeve të çështjeve të nxehta, sikur janë çështje ndërkombëtare këtu në vendin tonë. Dhe unë pikërisht në këtë drejtim mendoj dhe besoj se nuk do të hyjnë në avantura dhe nuk do t'i lejojnë një komoditet të tillë, qoftë LSDM-ja, qoftë BDI-ja dhe partitë politike të tjera, po edhe VMRO-s nuk i konvenon, për arsye se janë të freskëta rezultatet e zgjedhjeve lokale. Dhe pikërisht në këtë drejtim shpresoj që mos të ketë
zgjedhje dhe nuk do të ketë zgjedhje, për shkak se zgjedhjet nuk do ta zgjedhshin situatën. Nuk do të na krijoni një situatë më të favorshme nga ky rezultat që e kemi ndoshta sot. Ndoshta plus minus 2-3 deputet, po jo aq më tepër krahasim me pozitë dhe opozitë. Duhet përkushtuar për shumë punë që qëllimet e venduara një vit më parë në sferën e raporteve ndërkombëtare, marrjen e ftesës për NATO dhe EU të realizohet, premtimet e mbrëmshme për luftë kundër korrupsionit dhe keqpërdorimeve, qoftë në radhët e pushtetit aktual, qoftë në radhët e pushtetit të kaluar, duhet të demaskohen dhe keqbërësit të dënohen, dhe Prokuria Speciale, punët të cilët i ka nisur, i ka filluar, duhet të marrin epilog. Janë disa çështje të cilët duhet mbaruar dhe atëherë të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Përndryshe, mendoj se nuk ka asnjë logjikë dhe asnjë arsye të logjikshme të hyjet dhe shumica parlamentare, e cila tani veç më ata llogaritin se mund t'i kenë shumë shpejt 70 deputet, të hynë në një aventurë e cila do të rrezikonte edhe shumicën parlamentare, por edhe perspektivat e vetë vendit tonë. И за самиот крај, бидејќи знам дека и двајцата следите и ве интересира од тоа што го читате како јавен сигнал, а може би имате и дополнителни инсайдерски информации, како ви се чини, докаде е процесот на преговорите за името? Ако прашав за решавање на прашањето за името, можеше да биде манипулативно прашањето? Јас на почетокот бев повеќе песимиста, но гледам дека релативно добро барем македонската страна ги води, не толку се експонира во јавност и остава грците да се испукаат. Мислите на последната недела и неку премиерот претходната недела имаше 10 интервјуа за странски медиуми. Да, од јануари навака, кога грците излегува со големи и медиумски изјави. Владините представници беа повнимателни кod Зијас и Ципрас, но опозицијата, па и Капанос Каменас беа многу екстремни во барањата. Прашање што може да очекуваме од пакетот што веќе скрчкан, нели, направен, ја очекувам многу лош предлог. Тоа може да го скрши процесот? Мислам не, но може да ги зголеми очекувањата на грчката страна дека ние би попуштиле многу повеќе од што сега сме спремни, како држава, како влада, како мнозинство граѓани. Што според вас се главните точки? Што е главниот предизвик за да се постигне решение? Бидејќи горе-долу се знае некоја поширока рамка во која што би можело да се бара решението. Па добро, не знам колку ќе додржи владата во задржување на преговарачкиот процес на прашањето на името и не одење многу далеко, или ако веќе се расправа за тие 7 точки кои се расправаат, да остане во рамките на што веќе постои, дека е македонски јазик во Обединети нации, дека кратенките се МК и МКД и тоа да не се промени. Ако тоа е постигнато, како што нели 3 точки се затворени или се само со некои мали, но суштински неизменати работи прифатени и од Грција, тогаш има простор за решање. Ама ако соди со дел од сулудите предлози што ги слушавме по медиуми во Грција и се очекува дека ќе се отстапи многу на таа страна, мислам дека на крај ќе пропаднат. Мислите на име, еден збор, непреведливо и така, на тоа мислите? Добро, господин Салмани, вам како ви се чини од тоа што јавно го гледате? Ќе има ли решение за прашањето за името? Unë mendoj se pala negociuese edhe pozicionet e Republikës Maqedonisë tani janë më të forta. Në start, gjithë opinioni ishte se Zaev është i butë, është në gjendje të bëjë shumë kompromise, shumë lëshime, por si shie, do më thënë, bas takimit me Ciprasin dhe ndërtimin e një vije të trash, ose vijeve të trash, ose ku duhet të kërkohet zgjidhja, gjithë deklaratat nga pala greke, por edhe nga pala maqedone, se ishin më tepër për ndërtim të pozicioneve, dhe tani mendoj se pozicionet janë poshtnal të ndërtuara. Thelbi kryesor, ku mendoj se mund të ketë, ose mund të mos të ketë rezultat dhe epilog pozitiv marrëveshja me Greqinë është, a do të insistoj me çdo kusht Greqia për ndryshimin e kushtetutës, ose jo. Mendoj se këtu thehet, për arsye se qëndrimi i qeverisë son, atë sa dim, është se kërkohet një modalitet
edhe një formë sikur se me Republikën e Bullgarisë që u bë një marrëveshje ndërkombëtare, e cila do të ishte e aprovuar nga parlamenti, po nëse ka nevojë edhe në referendum, e verifikuar nga Kombet e Bashkuara si një marrëveshje qëndrueshme e cila do të ishte irreversibile, domethënë e pakthyeshme. Por mendoj se pikrisht këtu sa do të arrin pala greke ta kupton se kjo është një zgjidhje e mundshme brenda Maqedonisë të realizohet, aq ky proces ka gjasa të jetë i suksesshëm. Nëse pala greke insiston me çdo kusht ndryshimin e kushtetutës, së pari shumica parlamentare nuk i ka shumicat e votës ose boll vota për ta ndryshuar kushtetutën dhe mendoj se rënd do të gjinqin edhe për krahjen e VMRO-s për ndryshimin e kushtetutës, se VMRO-ja është deklaruar jo një herë, 100 herë, 1 milion herë se nuk ndryshon kushtetutën, emrin kushtetues për një marrëveshje të re me Greqinë. Но много интересно е формулиран ставот на ВМРО ДПМН. Велат не прифаќаме промена на уставот со цел промена на уставното име. И сега во тој меѓупростор тука има веројатно простор за некаква промена на уставот, но каква прашање? Промена на уставот може би да, меѓутоа не со намера да се смени уставното име. И затоа да се воведе второ уставно име? Види, тоа е веќе друго нешто. Значи за меѓународна употреба, за меѓународни институции и така натаму може да се смени, меѓутоа не тоа што веќе го имаме. Мислам дека тука е пораката цело време и ставот на ВМРО ДПМН. Знаете, ако се воведе новото сложено име кое што би требало да биде за меѓународна употреба во уставот, и македонската и грчката страна ќе имаат аргументи како да го бранат. Нашава страна ќе вика не го сменивме уставот со цел промена на уставното име, а грчката ќе вели новото име стана уставно име. Видете, во тој случај нашата страна или било која политичка партија, било кој политичар ќе каже да, успеавме ние да го смениме БРМ со многу подобро решение него што го имавме порано. Така што, меѓутоа, малку е потешко изводливо промената на уставот, многу потешко изводливо промената уставот, него ли евентуално договор кој што би бил меѓудржавен договор, ратификуван во парламентите, па и на референдум подржан, со меѓународна, да кажеме, верификација во рамките на Обединетите нации. Така што тоа би било најидеалното решение. Сега тука се на крајот, мислам, Заев и Ципрас се тие кои што во некоја народна средба треба жешкиот костен да го пресечат. Добро, благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Ве поканувам да одгледам и саботажата. Нецелисходноста на одбраната на политиките на една гарнитура се огледа во кусогледоста на позициите со кои се атакува врз структура која за само неколку месеци треба да го коригира нерационалното 11 годишно поведение, кое довело до состојбата, која е предмет на дискредитација. Војската се занимава со тоа дали има или нема батерии за токи-воки, односно за станици, радиостаници, така? Дали има да се прихрани, дали има да чизми војникот да оди по планини, по терени. Значи, на шо личиме ние? Личиме на онаа слика која зад себе има оставено едно тотално неразумно владење на кое подсетуваат токму оние што создаваат перцепција за актуелните, ама врз основа на факти кои не се соодветни за компарација, бидејќи се реликти, а не свежо креирани. Токму затоа, ниту во сон, никој не посакува да биде во рувото кое си го наметна новите. Во моментот, господинот Заев, не можеме крај да му фатиме шо прави. Да не си му у кожа, дечко. Да не си му у кожа. Не сакам да му бидам во кожа и нема да му бидам во кожа, фала му на Господа. Имајќи ја предвид состојбата во која се наоѓа, наследена и ново создадена, таква што бара исклучителна посветеност и храброст за соочување со неа. Разбирлива е констатацијата дека тие од претходно, како што никогаш неискусата историја во моменти на премрежја не подметнале грб, така и сега не се подготвени да се исправат и да решаваат за судбината. Мислиш дека во овој момент ВМРО сака да ја преземе владата? Јас не можам да кажам. Прашање од $1.000.000. Тоа е прашање стварно од $1.000.000. Супер шиѓо дека ја преземе владата. Тоа и не може да биде зашто на сцена излегуваат потврди без деманти за тоа дека освен партиска, топ функционерите речиси да немале професионална биографија па својата иднина, наместо да продолжат да ја градат оттаму каде што поникнале. Тие и натаму се натовар на даночните обврзници,
цврсто фатени за издашните гради на државата. Мене ме интересира како вие можете да бидете заменик министер за економија и да водите цела економија, а да после тоа барате апанажа од владата да не можете сами да се справите со себе економски. Тоа што бизнис стеблото се разгранувало без корен и не доведе до оваа ситуација, но тоа не значи дека во другите сфери на општеството не продолжува потрагата по потврда за идентитет. Па не барем некој ќе заборави од кај сме и кој сме. Си знаоѓа и печатар на вистината, и тоа бушавиот творец на теоријата на релативитетот, кој е дури имал време и се нашол повикан да каже збор 2 за нашиот континуитет. Меѓу кои што се одзвал и Алберт Ајнштајн, и тој меѓу другото рекол дека македонското прашање ќе биде решено само кога македонскиот народ ќе има право на своја национална слобода и собствена државност. Трагикомичноста доживеува климакс кога аргументите за тоа како се исполнило предвидувањето на Ајнштајн, со кое се остварени двата негови постулати за перспективата на земјата и на народот, се сведуваат на обелоденување на нови прислушувани телефонски разговори, но овој пат меѓу партизаните и црвеноармејците. Контрола. Не знам кого му телефонирале, дали на Тито му телефонирале или на Ченто. Не е во крајна линија. Во крајна линија не е ни... На Тито му телефонирале, не му телефонирале на Ченто, тоа е факт. И на крајот, за тоа кога некој се обидува да ја смени перцепцијата за себе. Ти преска речи, че не ми личиш на албанец. Да, ја ти личам тебе на македонец. Не знам, ти ми личиш на... Ја да идам да се облечам као албанец, да живеам у албанско село, ти нема да ме препознаеш мене дека сум македонец. Познаш и те меѓу 1000 жена. Заблуда е дека интервенцијата врз надворешниот изглед нема да биде препознаена ако како знак за разликување се користат стереотипи, а за доблеката наместо луѓе и натаму се кријат предрасуди. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Се гледаме в понеделник од 22:30. Пријатно.